Група малолетници со допирање и обид за соблекување на мајци сексуално вознемирувале две девојчиња во парк, а од поголеми последици биле спасени од помлад човек. За оваа ситуација во Тетово, за која неделава се дебатира по социјалните мрежи, според познавачите на приликите, се всушност чести проблеми на многу девојчиња, но малку се пријавуваат во полиција и уште помалку се зборува за надминување на проблематиката. Во Тетовската полиција велат дека кај нив нема пријави за сексуално вознемирување, евидентирани се закани до женски лица на социјалните мрежи дека ќе им објават компрометирачки фотографии или видеа. Минатата и оваа година во секторот за внатрешни работи Тетово нема пријавени случаи на психичко или физичко сексуално вознемирување. Но елементи на вакво вознемирување во овој период препознаени се и адекватно санкционирани со изготвување на соодветни поднесоци, најчесто во пријавени случаи на злоупотреба на лични податоци преку социјалните мрежи. Според стручните лица, психолозите и социјалните работници, пред се родителите поради недоверба во институциите не ги пријавуваат овие немили настани. Не било пријавено заради несигурноста на родителите. Прво, ќе биде стигматизирано или ние сме полни со предрасуди дека некој ќе биде обележен за нешто што е крив. Втора работа, зашто тоа да се случува на моето дете, зашто мене да ме зборат, а втора работа, колку ние веруваме на институциите, колку веруваме дека некој ќе заради таквото однесување ќе биде казнет. Сепак овие стручни луѓе велат дека тоа не смее да се премолчува, поради опасност од последици по менталното здравје на жртвата. Потребно е да се подигне малку свеста кај населението и кај луѓето, за да разговараат и да пријавуваат било какви случаи на насилство. Затоа што криењето на такви работи води под длабоки некакви, да речемо, агресивни однесувања и може да станат жртви на таквите однесувања. Битно е кај нас да се отвори тема и да се отворат дебати, да се разговара по училиштата. На социјалните мрежи сведоците алармираат дека освен сексуално вознемирување имало и